Добар ден, гледате Аргумент, добар ден за мојот гостин. Добар ден. Мирча Адамчевски, новинар, врвен експерт за надворешна политика и токму и за тоа говориме, веќе и во вестите најавив, најпрво за високите тонови на српскиот председател Александар Вучич кон заменичката генерален секретар на НАТО Радмила Шеќеринска. Таа повика на диалог помеѓу Србија и Косово. НАТО дека сака да го види Западен Балкан, да проектира мир, стабилност, просперитет. Како вели Шеќеринска, одредена реторика во регионот дефинитивно не придонесува за тоа, понекогаш предизвикува поделби, во некои земји гледаме сецесионистичка реторика и Вучич се препозна околу овие ставови на Шеќеринска, тој самиот ја препозна и Република Српска и прилично грубо и одговори, како вели тој, дека нема никаква смисла она што таа го говори. Оваа жена и луѓето кои се таму во НАТО, мисли, токму придонесува за тоа. Мислам дека односот на српскиот председател кон еден представник од Балканот, а посебно за нас од Македонија, кој е представничка во НАТО и втор човек практично во НАТО, е неприфатлив начинот на кој што тој се истапи, на кој што се изрази, затоа што ние треба да бидеме свесни дека местото на представник од Балканот во врвот на НАТО може само да придонесе кон Западен Балкан или воопшто кон безбедноста на Балкан, бидејќи таа многу добро ги знае приликите какви се во нашиот регион. И може само да помогне со некакви решенија, предлози, сугестии. Незиното место, незината функција, токму така. И човекот се препознал, таму не беше спомнато ни име, ни презиме, не беше ништо, меѓутоа тој што си има мувата на капата, тој си ја ишка, така викаат. И неговите искажувања за сецесионизмот, тоа се работи кои што постојат. Тури Додик денови пред 10-15 дена, која постојано зборува дека ние нели беше во Америка пред некој период и се врати од Америка и ќе биде и Република Српска независна и така натаму. Работи кои што навистина возбудуваат, работи не само го возбудуваат населението, не ги возбудуваат очигледно и во НАТО, и затоа беше изјавата не е случајна, мислам, изјавата на тие врни луѓе од НАТО не се случајни, тие се секоја што порака со одредена намена. Таа не ја спомна Република Српска, но практично зборуваше за неа. За опасностите кои може да доведат до сецесионизам. До распад на Босна и Херцеговина. И Вучич се најде, мислам, се препозна. Тоа и така реагираше како што... Реагира како вистинска жртва, конечно. Па добро, тој не е жртва. Тоа е неговата политика таква, цело време тој така се однесува, како да е жртва, а заборава дека тој со својот однос придонесува да работите, изгледаат така. Неговиот однос кон Косово, неговиот однос кон Босна, неговиот однос општо кон регионот и кон другите држави. Седењето на две столчиња. А тоа е посебно, тоа да не го спомнуваме, 2, 3, 4 столчиња. Меѓутоа тие столчињата полека почнуваат, како столбови, да речеме, ако ги има, тие ќе почнат да паѓаат и ќе видиме на крајот како ќе заврши и што ќе заврши. Затоа сакам да потенцирам дека ние треба да бидеме горди што Шеќеринска е таму на висока позиција во алијансата и ние треба да ја даваме поддршка, треба постојано да ја се дава поддршка и дури и во македонската јавност гледав јас како беше пресретната изјавата од Вучич. Некои го поддржува, доста народ го поддржува, па други се сите, еве што и кажал на господјата Шеќеринска, а место да биде среќни што го имаме таков човек, па и да не забораваме дека Шеќеринска е во моментов најголемиот македонски дипломат и посебно лобист, значи дипломат со меѓународно дипломат со меѓународно искуство, значи зборуваме таков во моментов ние немаме таков човек.
Ниту сме имале. Па- Да бидеме честни и да го кажеме тоа, но Мицковски јавно не го поддржа сепак Вучич и не застана ни на страната на Шеќеринска. Тој молчи. Па добро, видите, сега односот на Мицковски односот на неговата партија. А знаеме дека неговата партија дури премолчено се однесуваше кога ја назначија Шекеринска за заменик на генералниот секретар, па после нешто почна некакви изјави да даваат, место да бидат тие првите што ќе честитаат на Шекеринска за тоа што еве таа станала таков човек од Македонија, човек со такви капацитети. И веројатно од тука и молчењето на Но имаат блиски премолчување. ставови, блиски односи со Вучич, не сме да заборавиме Мицковски и Вучич. Не, тоа односот, видите сега, тоа е веќе друга работа, тоа е надвор од Говориме ова за со Волков, Шекерински, зашто да, би за молчал да Волков. не би застанал на страна на Вучич. Тоа си се нивните односи на Мицковски и Вучич, односно на македонската власт и српската власт. И во моментот си се однесуваат така Но како се пресметал дека е однесуваат. подобро да премолчи. И сметаат дека па се зборува за таа линија Скопје, Белград, Будимпешта, значи Орбан, Вучич и Мицковски. И да не линија заборавиме која што- Путин дека е сега, крајната тоа, мислам, дестинација. јас не можам тоа да кажам. Немам аргументи, да речем за Орбан имам аргументи, за Вучич имам аргументи, за нашите односот кон нив аргументи, а за Путин немам такви аргументи. Да, Путин има добри односи со Орбан, да. Да, со Орбан има добри односи, па дури Орбан нели го смета дека е тројански коњ во Европската унија. Кон нас русите ние сме ставени на игнор во моментов, веќе подолг период игнорирани сме. Но преку српската пропаганда прилично српската пропаганда си го прави распространета своето, да. Русија. И Преку ставовите српската за пропаганда, Русија. тоа е српската пропаганда и социјалните мрежи наши кои што ги пренесуваат ставовите од Србија Да. кои што се однесуваат речеме на Русија или на други прашања кои што се. Но присутна е Србија во Македонија, најмногу преку социјалните мрежи. И ако се зборува и за дезинформација и за пропаганда, да, тоа е точно. Да. Ајде околу анализата на Михиската конференција и како вели македонската улога, можеме да заклучиме, судејќи според изјавата на Мицковски, имал одлични разговори со Гренел, специјалниот представник на Трамп за специјални мисии, зајакнувањето, цитирам, на нашето партнерство клучно значење, национална безбедност, економија. Што имаме ние од овие одлични разговори и одлични стратешки партнерства со Америка, освен царините, кои се Видите, насилуват? две работи имаме тука за Михенската конференција. Значи, добро е што биле поканети, добро беше што заминаа таму, затоа што има што да видат и што да чујат. Тоа е една работа. Втора работа, јас ги прочитав соопштенијата и на Министерството за надворешни работи, изјавата на нашиот министер за надворешни работи Вуцунски, и соопштенијето го прочитав на владата од нивниот престој во Имаше и она што се пресконференција ги во Македонија по доаѓањето на немам забелешено. македонската делегација? Немам, Да кажат, немам. да објаснат на јавноста Немам што забележено, наистина но случувало, очигледно освен има дадена изјава. соопштенијата Има и дадена изјавите. изјава на МИА, има дадена изјава на агенцијата, Да. И Македонската интервју информативна за агенција. македонската телевизија. Има дадено и во која што Фејсбук обраќања збори во имаме. Минхен, меѓутоа нагласката не е дадена на Минхен, него нагласката е дадена на она што Македонија направила на надворешен план Да. во изминативе Да. 20 на месеци и се спомнуваат договорот за безбедност со Европската унија, па се спомнува американците некни договор што направиле заеднички изјава, чекаме заедно да дадат изјавата, уште не е дадена, но ќе така е скрсена како изјава, во која што се средени прашањата околу царините, како ќе биде, што ќе биде. Потоа Ќе слушнете добра вест. да, вели премиерот имаше Мицковски. уште две прашања кои што биле со кои што се задоволна сегашната наша Министерство за надворешни работи од она што го сработиле во изминативе 20 месеци.
Истото тоа го потенцираше и премиерот, значи спогодбата од Америка беше и и мониторингот од Советот на Европа што е укинат. Значи, и патот на Македонија кон ЕУ. Дека не бараме никаква милост. Значи, не сакам да тие работи кои што тој ги потенцираше. И после во вториот дел зборуваше за Михенската конференција, за некакви средби таму што биле. Јас колку што видев по средбите, тие се повеќе, веројатно најмногу биле и со председателот на Европскиот совет, средба имале средба со Гренел, Ричард Гренел, американскиот специјален пратеник или амбасадор поранешен во Германија, и други со бизнисмени. Зеленски да не го заборавиме. Со Зеленски исто така средба, но мене ми остава така малку нека незадоволствен колку ја ценат македонската дипломатија или македонските политичари, фактот што немаше ниеден, ако исклучиме Шекеринска, немаше ниеден да учествува на панелите кои што беа таму организирани. Барем може да покана некој на тие панели од нашиот, дали министерот за надворешни работи, дали премиерот. Значи, тие се уште сметаат дека не сме некои кои што можат нешто значено да кажат, затоа што знаеме на панели секој пат се викаат врвни политичари или ако се наши панели, речеме медиумски или други панели стручни што се прават, ги викаат најголемите експерти. Така да тоа ми е впечатокот за Македонија од Михенската конференција. Што те донеса тие да ги поддржа меѓу редови многу Муцунски многу го поддржа ставот на Америка. Значи за Рубио, Марко Рубио еднакво беше поддржан од македонска страна. Го поддржа многу американскиот предлог, дури и американските ставови за таа новата американска политика во смисла на почитување на Рубио што зборуваше за христијанството, за почитување човекови вредности, за медиумите, слободата на изразување, што така да тоа е кај нас потенцирано, не јас како што кажав, но ја читам меѓу редове прилика дека ги поддржуваат тие работи. Друго немаше, што донесе, дали ќе организираат некоја пресконференција овдека, дали ќе се придржуваат кон она што го слушнаа таму или што беше кажано таму, ќе видиме во наредниот период, затоа што не чекаат многу големи предизвици, да речеме, посебено па нивниот пријател Орбан во април ќе има избори. Прашање дали Орбан ќе остане... Ќе преживее воопшто, а? Да, дали ќе преживее воопшто. За сега работите зборува дека нема, но беше Рубио завчера таму, гласно кажа дека сакаме да биде Орбан новиот, новостариот председател на Унгарија, така што работите може да се измешаат многу на штета и наша Орбан штета и на македонската влада, доколку победи опозицијата. Но она што е интересно, еве и Михенската конференција и целото владење всушност овие година и нешто на Мицковски, е дека не слушнавме дека воопшто има некакви средби за решение околу спорот со Бугарија. Видите, ја мислам дека најголемиот проблем е кочница. Во моментов тоа е македонската влада и Македонија. Ама добро, тие имаат искажено став, македонската влада има искажено став, дека во моментов нема промена на уставот, а проблемот е промена на уставот. Но морате да барате решенија доколку велите дека нема шанси. Наводно бараат решенија, но каде се средбите околу ова прашање? Не треба многу да знаеме. Ако има средби, дури подобро да не знаеме. Значи, тајната дипломатија завршува многу работи. Ако има тајна дипломатија, ако се работи, ќе се постигне некој резултат. Значи, прашање дали постои воопшто таква тајна дипломатија која што ќе води кон некаков резултат. Значи, ако е таа тајна на почетокот која ќе се усогласат таму работите, ќе излезат на површина, па ќе можеме да ги следиме и да кажеме да е оваа насока. Ја мислам дека не се води тајна дипломатија, дека се врши ад хок, така, секој дневно политички се однесуваат кон тоа прашање. Не знам колку ги искористија
средбите, имаше сега можност, таму имаше 50 лидери на држави, може да седнат да побарат средбата со Макрон или со некој од Европската унија. Не сме ли унија. јавно тоа да се каже дека и да се има средба и да се каже дека се работи на бугарскиот спор? Да, меѓутоа тоа ако ќе има ако имало средба со Макрон, треба да кажат средба со Макрон, изборувавме за тоа и тоа и тоа. Да, биле се виделе со првиот човек на Европскиот совет, зборувале со него, меѓу другото му кажале веројатно за проширувањето проблемите со Македонија. Тоа во едно кратко соопштение не може, меѓутоа од соопштението произлегува дека и тоа прашање било на дневен ред со првиот човек. Не можеме да видиме дека имаме воопшто партнери и сојузници во Европската унија. Тоа е моето прашање. Тоа треба да работи, тоа значи тоа е минус на македонската дипломатија, тоа не е ничив друг минус. Тоа е минус на македонска дипломатија. Таа треба да води, таа и требала, ако веќе се знаело дека господинот Мицковски ќе оди во Минхен, дека таму ќе има 50 лидери, дека таму ќе има Каја Калас, не знам, фон дер Лајен, други, трети, кои што ќе били, требало да побараат, тоа се подготвува, однапред се подготвува. Нашиот премиер сака средба со вас, дали може да сам така тоа. Сега дали им била дадена задача наши дипломати во Брисел да подготват такви средби или на други места во земите чии што лидери биле во Михен, дали таму побарале или не побарале, тоа не знам. Тоа треба да каже Министерството на вътрешни работи, дали имале таква намера воопшто да организираат средби со некои светски лидери кои што би можеле да помогнат за Македонија, не само да речеме односот кон Бугарија, него и меѓусебните економски односи или други трети односи. Да, те сретнале со бизнисмени. Да, со бизнисмени не е проблем, меѓутоа политичките прашања со бизнисмените не може да ги решиш. Да. А бизнисот и економијата зависат токму од решение на спорот со Бугарија. Да, се поврзани. Да. Добро, Мицковски имаше средба со Зеленски, како вели тој, веруваме дека мирот мора да биде изграден врз правда, почитување на достоинство. Само таков мир носи стабилност, сигурна иднина за Европа. Тоа се флоскули. Флоскули кои што ги слушаме секој ден, и од едни и од други. Тоа се барање, мислам, постојано повторувани од Украина. Бараме праведен мир, значи бараме праведен мир. Меѓутоа, прашањето што е тоа праведен мир сега, која ќе се рашенат работите подетално, што е тоа праведен мир. И нормално своите ставови Зеленски му ги искажал и на Мицковски и побарал поддршка од Македонија. И тоа ја има. Други ден, па ја имаме ние, нашата официјална политика е така, дека ние, и мислам дека е правилна, нашата официјална политика кон Украина е правилна. Даваме оружје, даваме веројатно и не знам хуманитарна помош дали сме дале, даваме политичка поддршка кон така, мислам тоа е правилната нашата политика кон Украина е правилна. Оне што е интересно, добро, се извинувам. Сега е прашање што од тоа се виделе, се сретнале, ќе помогнат. Каде ќе треба да помогне Македонија? Тоа не знаеме, све зависи од она што се зборува. Еве, денес во Женева ќе имаат трета рунда од овие преговори меѓу Украина и Русија со американско посредништво. Не знаеме што се работи, па дури на Европа не знае што работи. Знаете, Волфганг Ишингер, првиот човек на конференцијата, на Мюнхенската конференција, вика, многу ми е криво што ние не сме на маса. Па не сте на маса, вие сте на менито. Мислам, тие не се на мене се други, но меѓутоа... Доминантен е американскиот председател Трамп. Американците се доминантни таму. Да. Вие не сте се избориле зако, дури, еве ги Рубио, некни даде изјава. Абе, само ние вика зборуваме дека треба биле да побараме доје. Сите вика зборуваат за вооружување, оружје, за борби, значи американците не се, може би сега, не знам, може и таков неговиот дипломатски настав, може и тоа, не знам. Не би рекол дека е блефирање, тој е сепак сериозен човек, но Рубио кога вели дека само Америка сака мир, тоа треба да не загреши. Треба да ја загреши најмногу Европа. Да. Треба да ја загреши најмногу Европа, затоа што па таа најголемите последици, таа Украина и Русија ќе ги исцрпат после кој ќе дојде по некој мир, може после година, 2-3, не е битно. Најголемите
штети ќе ги имаат Европа, Украина и Русија. Тие ќе ги имаат. А Македонија никогаш не е изземена од штетите, иако се премолчуваат и со царините кои беа наметнати врз ЕУ и врз Македонија. Добро, па еве сега нели се изделе, сега со ова што е донесена изјавата заедничка американско-македонска со царините, мислам дека на Македонија е, како рече премиерот, 63-64 производи ќе бидат повластени, значи ќе може сега. Немаме детали за тоа. Немаме, ама не, знаете што, тоа повеќе израз на политиката, односно на Америка код нас, отколку некоја полза ние што имаме, затоа што ние немаме голема економска размена со не ги знаеме ниту деталите, мораме да. Не, и ако не ги знаеме, не. Добро. Нашата економска размена е со Европската унија, ние треба тука да гледаме. Како ќе оди Европската унија? Како економски Европската унија ќе се развива во иднина, затоа што проблемите на Европска унија ќе ги осетат и нашите, ќе ги почувствуваат и нашите. Такви анализи не се. Нашите фирми кои што извезуваат на па ги трпат на европскиот пазар, извезуваме таму. Да. Ако тие се во криза, ако тие затвараат фабрики, тогаш и ние ќе мораме да ги затвораме овдека нашите кои што соработуваат со нив. Да. Тоа се последиците. И на крај фаворити околу претседателските избори во Бугарија, парламентарните избори. Коалицијата околу Радев се наметнува како фаворит, еве ова се анкетите, 25,6%, Борисов со ГЕРБ 15,4% и другите да. Јас вчера ја видов таа анкета, вчера таа анкета најнова е, значи Радев веројатно многу умешно го одигра сето тоа, што се повраќа. Веројатно во изминативе години подготвувал терен да своје политичко промовирање кон негова политичка партија и гледаме дека тоа е точно со оглед на тие 25% колку што ги има, кои што му даваат, не му доверба. Ако имаме предвид дека Радев, може и ГЕРБ е вториот околу 15%, значи тие може да направат коалиција која што би била стабилна, веројатно ќе треба уште еден да купат, но за Македонија е загрижувачка. Па нормално за односот на Радев и на Борисов, па нормално тоа ќе значи продолжување на досегашната политика. Знаете што, тука ја мислам кој да беше во Бугарија нов, да речем, председател или премиер, политиката немаше така. Тие си имаат таму зацртана политика, тие имаат ставови кои што се според некои извори градени дури пред 20-30 години за односот на Бугарија кон не само кон Македонија, ние зборуваме сега за Македонија, на односот на Бугарија за бугарите во наводници, ја го викам во наводници, за бугарите во Македонија, во Албанија, во Србија, во Хрватска, не знам каде натаму. Значи, тие си имаат стратегија, си работат. Тоа што ние немаме стратегија, тоа е наш проблем. И ова што односот таков ние со Бугарија е најмногу наш проблем. Недостиг на капацитети и кадри кои што знаат да водат добро преговори. И правење на една програма како што ја направиле бугарите. А ние кој како ќе дојде министер, ќе преземе некои мерки, друг министер ќе дојде ќе преземе други мерки, трети министер ќе преземе тоа што. А во основа нема темел или стабилно некоја стратегија изградена или која што треба да се рече од ова нема отстапување, а не од ова може да се повлечеме, од ова може да се повлечеме, од ова не може да се повлечеме. Не може со такви луѓе бугарите не имаат прочитано и затоа така се однесуваат со нас и ќе се однесуваат код нас така. Да. Заради тоа се важни стратешките партнерства со Европската унија и моćните европски земји. Требаше таму да побарат некој сред, еве го сега да речеме Велика Британија. Велика Британија настапува како стратешки партнер кој што ќе ни дае пари и нек имаш интервју за сакам да кажам амбасадорот. Со Горан Михайловски. Да, со Горан Михайловски, да. И кажа дека ќе даеме ова, ќе инвестираме, она, меѓутоа ние Велика Британија не е во Европска унија. Во моментов не е во Европска унија. Колку таа може да влие, може секако да влие, затоа што има релации со Франција и со Германија и со другите таму, Холандија, кои што може да влијаат во политиката. Но дали воопшто се бара да се влијае? Не знам се дали бара. Тоа, затоа го реков и тоа тие. Предпоставам дека бараат, па валјда научија за овие 30 години дека треба да бараш
поддршка дека ние да имаме стратешки партнер како што има словенците и хрватите, ние до сега ќе бевме сигурни во Европската унија. Да. Благодарам за овој разговор, Мирча Данчевски. Благодарам за поканата. Благодарам што не гледавте. Пријатно.